Добро, денеска ќе зборам од Еремија, 6 глава, 16 стих и ќе го читаме текстот после. Ама сега ќе имам како introduction, не знам што. Вала, да. Дали некогаш сте биле во ситуација кога сте добиле некоја важна информација, ама малку предоцна? Кога сваќате дека навистина сте можеле да ја искористите таа информација, доколку ја добиевте малку порано. Земете ме како пример. Првата недела на факултетот во САД се вика ориентација. Треба да се пополнат многу формулари, многу средби со советници, многу разговори. Има многу обврски кои треба да се исполнат. На часот по ориентација, инструкторот пушти еден формулар што требаше да го пополнат сите студенти, а на него меѓу другото се бараше да се пополни една 9-цифрена шифра. Само зјапав во празното поле. Тоа не беше мојот телефонски број, него го знаев секако. Тоа не беше датумот на раѓање, па дури ни информациите за мојата кредитна картичка. Имав сето тоа. Се бараше мојот број за социјално осигурување, а немав поим кој е бројот. Значи во САД, бројот за социјално осигурување е вашиот матичен број што никој друг не го знае, освен вие и вашето семејство. Тој е код што никогаш не го споделувате со никого, а ако некој друг го најде, може да се обиде да ги украде вашите лични информации. И така таму, обкружен со 40 мои идни соученици, не го знаев мојот број, за срам. Но оно што беше многу полошо за мене во тој момент беше тоа што единствената личност на светот што го знаеше бројот беше мајка ми. Полека почнав да ја кревам рака. Да, се слушна гласот на мојот предпоставен. Треба да се јавам. Се шепнав, извини. Во Америка треба да побарате дозвола обично за телефонски повик на час. Што, праша тој, доаѓајќи на кај мене? Треба да и се јавам на мајка ми. Како што тој доаѓаше на кај мене, смеја, одекнуваше низ целата училница и го постави везно мирувачкото прашање. Зошто? Сакам да плачам. Погледна околу и тивко реков, не го знам мојот број за социјално осигурување. Сватив болно дека моите најдобри обиди да го задржам ова во тајност не успеа. Овој човек сигурно имал навистина здодовен ден, бидејќи оваа информација му била урнебесна и решил да ја повтори на глас пред целиот клас. Што? Не го знаеш твојот број за социјално осигурување? Ха. Така започна мојата прва година на факултет. И до сега го знам бројот сега, да, секако. Има моменти во нашиот живот кога потребата од работи што сме ги заборавиле или кои воопшто никогаш не сме ги научиле, може да ни предизвикаат тага. Утрово ќе погледнеме период во историјата на Израел, каде што тие изгубиле нешто, а потоа повторно го пронашле, а што има да каже пророкот Еремија за тоа. Значи сега ќе почнеме со читањето на еден текст од втори летописи, мислам Филип ќе го чита, ако може. Не треба да го читате со Филип, ама само слушате, ако може. Амоново царување. Наамана му беа 22 години кога се зацарија, царуваше 2 години во Ерусалим. Правеше што е зло во Господовите очи, како и татко му Манаси, зашто тој им принесуваше жртви и им служеше на сите хипови на божествата што имаше направено неговиот татко Манаси. Но не се смири пред Господа како што се смири татко му Манаси, туку уште ја умножи својата вина. Тогаш неговите слуги се заверија против него и го убија во домот него. А простиот народ го погуби сите оние кои се заговорија против царот Аман и на неговото место го зацарија сина му Јоси. Од 14. За 14 и 15. Тоа е било откривање на свиток на Мојсеевиот закон.
кога ги изнесуваа сребрениците донесени во Господовиот дом, свештеникот Хилки го најде свитокот на Господовиот закон, даден преку Мојсија. И во одговор Хилки му рече на тајникот Сафан: го најдов свитокот на законот во Господовиот дом. Хилки му го даде книжниот свиток на Сафан. И сега 19 и до 21. Откако ги чу зборовите на законот, царот ги раскина своите облеки и им нареди на Хилки, на Сафановиот син Акикам, на Михеевиот син Авдон, на тајникот Сафан и на царевиот слуга Асе: одете и прашате го Господа за мене и за остатокот на Израел и Јудеја, заради овој книжен свиток што е најден, зашто е голем Господовиот гнев, што се излеа на нас затоа што нашите татковци не ги пазеа Господовите зборови, не правеа што е напишано во книжевниот свиток. Благодарам тебе. Да. Ова приказна никогаш не престанува да ме воодушевува. Ми се допаѓа колку таа е едноставна, а сепак колку е тешко да се спојат сите различни историски делови. Да ја разгледаме ситуацијата малку. Пред 722 година пред нашата ера, земјата што денеска ја нарекуваме Израел, била поделена воена зона. Јуда на југ и Израел на север. Во таа година асирискиот владетел Сенахерим го нападнал северното кралство Израел и го досеткувал населението, испраќајќи ги преживеаните во прогон. И јужното кралство на Јуда би било совладано ако не беа молитвите на царот Езекија и Исаија кон Бог. Синот на царот Езекија, Манасија, имаше син Амон. И двајцата биле зли и обожавале туги богови. На крајот од втори летописи, 33 глава, слугите на Амон, кои се противеле на неговото царување, го убиле. Како реакција на ова, народот ги уби атентаторите и го постави Јосија, синот на Амон, за нов владетел на Јуда. И мислам само имаше 8 години, така нешто, да, 8 години. Многу беше млад. Така Јосија дошол на престолот на 8 години, околу 640 година пред наша ера. Тој ќе стане многу важна личност во историјата на пророците, особено на Еремија, и несомнено е најважниот крал пред последното прогонство во 586 година пред наша ера. Еден писател тврди дека Јосија е еден од најголемите царови што Јуда некогаш ги имала. За време на владењето на Јосија се случи првиот голем обид да се исчисти Израел од неговото зло. Сватете го ова како некаква реформација. Оно што им било наложено на Исус Навин и на првите еврејски жители на Ханан да го направат, Јосија се обидува да го заврши. Тој го бриши нередот што го оставија многу лоши кралеви. Конечно, после толку години, некој ја врши работата. Среда ова обнова и реформација, Јосија се сопнал на Светото писмо. И мислам буквално се сопнува на него, бидејќи тој не го бараше. Чистал еден плакар и случајно го најде. Сега можеби ќе бидете како мене, прашувајќи се како воопшто израелците би можеле да ја изгубат Библијата. Некои луѓе мислат дека тоа е само книгата Второзаконие, но не знаеме со сигурност што беше. Би било како сите во Македонија да заборават каде е Охрид, или ракометната репрезентација да заборави како се игра ракомет. Овие работи едноставно не се случуваат. Оваа информација не исчезнува. Интересното е што никој не знае точно како е изгубен законот или кој го изгубил. Многу луѓе мислат дека прапрадедото на Јосија, Ахаз, го изгубил додека преместувал дел мебелот во храмот. Коментаторите мислат дека бил тргнат со ковчегот на заветот. Еврејскиот традиција вели дека тој било под куп камења и орнатини во еден агол. Мора да се смеете, мислам, бидејќи во секој случај нема смисла. Како можеле израелците да ја изгубат Библијата во тоа време? Но, од друга страна, можеби и има смисла. Покажува колку навистина израелците била изопачени и духовно оддалечени. Тие веќе имаа навика да го држат Божиот закон надвор од своите срца и потоа целосно да заборават на него.
И ако навистина Ахаз го изгубил, а Јосија го нашол, тогаш тоа значи дека израелците живееле без законот во период од околу 113 години. Една генерација, мислам, толку време, но 113 години, тоа е исто како да ја пронајдете Библијата која се ја загубиле за време на Првата светска војна. Тоа е долго време. Мислам, ова е болна точка да се допре, бидејќи има многу моменти кога чекорам низ животот и гледам нагоре кон Бог, само да сватам дека сум го сокрил Божјото Слово пред очи. Колку време помина откако му дозволи да ми зборува? Кога седев и разговарав со Бог непрекинуто, повеќе од неколку секунди, минути. Прашањето со кое се соочуваме денес е дали сме во процес на наоѓање на Божјото Слово во нашите животи или на сокривање. Добро, тоа е нашиот паноромски поглед на историскиот контекст за книгата на Еремија. Очигледно има многу повеќе детали. Ајде сега докато смениме фокусот и да се фокусираме на еден стих. Свртете ако може на Еремија 6 глава, 16 стих. Тоа вели: застанете на вашите патишта, разгледајте и распрашајте се за дамнешните патишта, каде е добриот пат, врвете по него и ќе најдете спокојство за душите своји. Една од првите работи што ги забележувам кога го читам овој стих е колку е моќен. Моќен не само во поетска смисла, туку и во начинот на кој е формулиран. Повторно слушнете како звучи: застанете на вашите патишта, разгледајте и распрашајте се за дамнешните патишта, каде е добриот пат, врвете по него и ќе најдете спокојство за душите своји. Ова не се само неколку предлози или мислења за наоѓање на добар живот. Според ова, за луѓето да бидат благословени, мора секогаш да ги прават овие работи. Нивното игнорирање секогаш сигурно ќе доведе до последици. Нема алтернативни патишта на патот кон праведниот и благословниот живот. Значи, да ги користиме 4 клучни глаголи тука како рамка за конструирање на ваков живот. Глаголите се застанува, разгледува, распрашува и врви. Може би вашите Библии има други глаголи, ама тие се 4, мислам. Повторно, овие глаголи ќе бидат како мапа што ја користиме да се стигнеме до целта, одмор опишан во овој стих. Првиот глагол е застани. Еден библичар истакнува дека на хебрејски зборот веројатно имал воена конотација, така што може да се преведе како командата мирно. Во еден превод, овој хебрејски збор е преведен како запри, стои. Овој збор што има врска со послушност кон авторитетот. Внемувајќи го овој концепт во нашиот стих од Еремија, речиси би можеле да го прочитате овој пасус како замрзнете. Не мрдате ништо. Престанете да се движете. Престанете да трчете толку брзо. Отворете ги очите. Зошто брзате толку безумно? Забавете. Оно што Бог го кажува овде е забавете. Разгледате наоколу. Размислете за вашите чекори. Што ве доведе до оваа точка во вашиот живот? Каде одите? Дали тоа е вистинскиот начин? Погледнете ги сите овие луѓе кои одат во различни насоки околу вас. Дали сте сигурни дека сакате да одите со нив? Наместо тоа, забавете, размислете каде одите и размислете дали тоа е добро. За мене 33 години се доволно време за да се навикнам да живеем на одреден начин и да заборавам дека може да се живее поинако. Понекогаш ќе погледам нагоре во текот на мојата духовна прошетка и ќе запрашам како стигнав овде. Не планирав да заглавам овде. Може би повторно сум заглавен на патот на материјализмот. Може би верувам дека мојата работа или мојот брачен другар ќе ме исполни и ќе ми донесе мир. Може би ги правев
истите работи повторно и повторно, но навистина не го слуша в Светото Писмо. Всушност, може би Светото Писмо е некаде закопено во плакарот. За сите нас доаѓа момент кога треба да престанеме да одиме. Мора да престанеме да се движиме со сообраќајот и да застанеме. Во контекст на Еремија, ова е љубезна покана од Бог, мислам. Постои добар живот и сакам да го најдеш и да живееш во него. Сакам да ме доживуваш сега и за секогаш. Значи првиот глагол е застани. Застанете на раскрсницата. Вториот глагол во нашиот пасус е разгледај. Мислам дека ова убаво се вклопува со вашиот прв глагол, затоа што сега кога целосно застанавме, време е да ги отвориме очи и да разгледаме наоколу. Што гледаме? Разгледувањето е различно од гледањето. Постојат различни слоеви на гледање. Може да гледам нешто без воопшто да се регистрира во мојот ум. Мислам, јас сум прилично лош со жена ми знае дека ако работам на компјутер, голема е веројатноста дека нема да ја слушам што зборува со мене. За жал. Зборовите удираат на ушното тапанче и создаваат звук, но јас навистина не слушам. На ист начин, гледањето не мора да вклучува размислување. Но ако разгледувам, тогаш почнувам да доделувам вредности на нештата. Почнувам да мислам, тој пат изгледа опасно. Или тој пат изгледа убаво, но не сум сигурен дека е вистинскиот. Кои се овие луѓе околу мене? И дали тоа се дупки на средината на патот? Не сум ги видел порано. Разгледувањето значи дека прво запирете, а потоа ги гледате и работите какво што се. Застанете на раскрсницата и разгледајте. Пред 10 години решив да одам на велосипедска тура, сам, долго околу 550 км во Џорџија, Тенеси, Јужна Каролина, малце, како круг. Не беше многу далеко, но височината беше малку луда за мене во тоа време. Највисокиот врв што го искачив беше 2000 метри, и ако по пат имаше многу други како помални планини. Една од причините поради кои се стави в себе си низ такво болно искуство, како ова, беше да уживам во природата и да бидам наодворено. Но на половина пат од моето патување сватив дека, затоа што работев толку напорно за да стигнам до следната дестинација, или се грижев за тоа колку храна имам со себе, или се грижев за тоа колку батерија има мојот телефон. Навистина не обрнував внимание на сценографијата околу мене. Само возев. Морав да се принудам да застанам и да се сликам, да фотографирам. Поентата е дека навистина е лесно да се одвлече вниманието со правење нешто, со остварување. И ако мислам дека американците повеќе се водени од целите и задачите отколку македонците, сепак, сите ние имаме работи што може да ни го одвлечат вниманието од тоа да бидеме само со Бог. Големиот христијански писател Далас Вилард еднаш бил прашан од студент како да се живее христијански живот во 21. век. Откако размислил неколку моменти, одговорот ги шокираше неговите слушатели. Морате безмилосно да го изфрлете брзањето од вашиот живот. На прашањето што друго треба да направи некој, тој рече, нема ништо друго. Безмилосно изфрлете го брзањето од вашиот живот. За многу мина од нас, брзањето изгледа како натрупен ум. Се чувствуваме обзебени од денот, а нашиот одговор е да брзаме наоколу во обид да изгледаме зафатено и важно. Колку повеќе постигнуваме, колку повеќе пари заработуваме, со колку повеќе луѓе се гледаме, толку поважни се чувствуваме. Но овој фокус на важноста често значи дека живееме во состојба на умот, каде што сме невнимателни кон Бог.
Еден од првите чекори за остранување на брзањето од нашите животи е негување ментална слика за нашето место пред Бог. Што прави Бог во овој момент, во моментов? И каде се вклопувам јас во тоа? Што бара од мене да направам? Многу пати Бог едноставно, според мене, сака да бидеме со Него во светот што Тој го создал. Ништо повеќе, ништо помалку. Има многу повеќе што може да се каже, мислам, во овој момент, а повеќето од нас ги живеат своите животи побрзо отколку што сваќаат. Но ако сме мудри, ќе гледаме да забавуваме се повеќе и повеќе. На крајот на краиштата повикани сме да одеме со Бог, а не да трчиме без див по Него. Значи, нашиот втор глагол е разгледај. Застанете на раскрсницата и разгледајте. Зборот прашај е вистинскиот, третиот глагол во нашиот стих е прашај. Зборот прашај е вистински проблем за нас, мажите, ајде мажи. Кейла може да ви каже дека кога ќе се изгубам, ова е типичен приказ, да? Ви каже дека кога ќе се изгубам, поминувам околу 10 до 15 до 30 минути, обидувајќи се сам да се снајдам. Дури ако тоа значи уште повеќе да се изгубам. Мислам дека зборот прашај е во овој стих за да ни покаже дека сами не сме доволни. Не можеме сами да ги сватиме работите. Мора да бараме помош од другите. Мораме да бараме совети, упатство и водство. Бог го дизајнираше патот до добриот живот да биде таков што не можеме сами да го најдеме. Мора да ги побараме тамнешните патишта, каде што е добриот пат. Тамнешните патишта на кои Еремија се повикува овде не се нешто помалку од многуте примери на побожни верници кои живееле пред нас. Кога Јосија го нашол Светото писмо, повторно ги открил духовните примери на Авраам, Изак и Јаков. Мојсей, Арон и Исус Навин, Давид, Јонатан и Соломон. За нас како христијани, Евреите 11 глава ги означува животите на верните луѓе кои живееја пред нас. И затоа зборот патишта е множина, а не еднина. Иако постои само еден патов Бог, Исус, нашиот врвен пример и модел, има многу кои оделе со Него и продолжуваат да одат со Него денеска, кои пренесуваат лекции што треба да се научат. Евреите 12 глава ја нарекува оваа група на луѓе облак на сведоци, мислам на англиски е обично вака, ама група на сведоци и нешто, што не охрабрува и не поттикнува во нашата трка кон Исус. Не го правиме тоа сами. Тоа го правиме заедно со телото Христово. Па еве сме повторно на раскрсницата. Застанавме и разгледавме и сега сме охрабрени да прашаме каде се тамнешните патишта. Но кого прашуваме? Мислам дека не треба да бараме водство од никој друг, освен од Светиот Дух. Секако има илјадници луѓе на патиштата, сите одат во различни правци, но како би го знаеле патот кон одмор? Очигледно, тамнешните патишта се лесни да се најдат, дури и за оние кои ги бараат. Затоа, не се лесни да се најдат, дури и за оние кои ги бараат. Затоа, мора да одиме кај единствениот што знае и кој може да не одведе кај нив. Во ноември 1975 година, 75 осудници почнале да копаат таен тунел, дизајнеран да ги доведе од другата страна на зидот на затворот Салтило во северно Мексико. Не сум бил таму. Се разбира, тие не можеле да побараат насоки. Затоа избрале место и почнале да копаат, надевајќи се дека нивниот правец ќе доведе до слобода. Речиси 6 месеци подоцна, тунелот ги однесе во
блиската судница, во која, за жал, многу од нив и беа осудени. Изненадените суди потоа ги вратија сите 75 луѓе во затворот. За среќа, ние не сме во позиција на овие кои сакаат да побегнат од затвор. Можеме да побараме помош од другите. Овие луѓе копале во темнина под превезот на тајноста. Но ние го имаме Словото Божјо. Можеме да одиме кај Словото и да бараме водство дури и од Бог. Четвртиот и последен глагол е врви. Врвењето од дењето е тема што започнува од раните глави на Битие, се до крајот на Откровението. Во Битие 3 глава, 8 стих, се вели дека Бог одеше со Адам и Ева во одредени периоди од денот. Во Левит пишува: "Ке се движам меѓу вас и ќе бидам ваш Бог, а вие ќе бидете мој народ." И на крајот на Библијата, Откровение, вели вака: "Спасените народи ќе одат по неговата светлина." Одењето е тема што се провлекува низ целата Библија. Она за што зборувавме овде денес е дали ќе ги избереме или не тамнешните патишта. Без разлика дали ние, исто како израелците, сме го изгубиле Божјото Слово во нашите животи или не. Дали го заглававме во некој агол од нашите животи, за да ја исчистиме куќата година подоцна и да го најдеме затрупано по телевизорот или компјутерот. Какво место има во нашите животи? За жал, израелците избираат обново и обново да не го слушаат Словото. На крајот од нашиот стих во Еремија го слушаме овој состражувачки одговор: "Нема да врвиме по тој пат." За нас, на вистина охрабрувачки е што после сите овие работи, Бог ни дава ветување. Ова ветување е петиот глагол во овој стих. Но одличната работа е што додека првите 4 глаголи што ги фокусиравме на што ги фокусиравме, петиот глагол, четирите први глаголи се активни, запрете, прашувајте и така натака, ама овој глагол е пасивен. Ке најдете. Ова не е ништо што треба да го направиме. Тоа е нешто што ви се случува. Светот ни ветува мир во пари, искуства, храна, жена или маж и така натака. И нема проблем со нито една од овие работи во суштина, мислам. Природни се, но ние сме создадени да живееме во интерактивна врска со Бог, во која разговараме со Него и Тој не слуша нас, и Тој зборува и ние слушаме. Одморот е исполнување на се она што Бог ветува во Исус. Самиот Исус цитира од овој стих, кога вели: "Дојдете кај мене сите изморени и обременете, и јас ќе ве успокојам. Зашто јарамот мој е благ и бремето мој е лесно." Исус ни дава одмор затоа што животот е суштински тежок. Тој пат по кој чекориме е тежок. Има некои тешки места на патот. Но знам дека секој ден кога повеќе се усогласувам со Божиот пат, добивам повеќе одмор од него. Духовно најодморените луѓе во светот се оние кои избрале да одат по дрвените патишта што ги обележал Исус. Евреите 12 глава вели вака: "Затоа и ние, имајќи толку многу сведоци, да отфрлиме од себе секакво бреме и грев, што лесно се прилепува за нас, и со терпеливост да побрзиме кон престојната борба, имајќи го пред очи зачетникот и довршителот на верата, Исус, кој поради неговата ина радост претрпе крст, занемерувајќи го срамот и седна од десната страна на престолот Божи." И тоа е исто така ветување за иднината, за нас.
дека иако сега се трудиме, добиваме и ќе добиеме вечен одмор кој многу го надминува сето она што би можеле да го доживееме во овој живот. Значи пак, со нашиот стих. Застанете на вашите патишта, разгледате и распрашате се за дамнешните патишта, кале е добриот пат. Врвате по него и ќе најдете спокојство за душите своји. Амин.